Во првите 3 квартали од оваа година извозот на Македонија е речиси на исто ниво како за цела 2010 година, кога беше зголемен за 25%. Владата на Република Македонија во соработка со Светската банка изготвува студии кои ќе треба да помогнат во идентификувањето на нови мерки со кои дополнително ќе се зајакне економскиот раст и извозот на земјата. Вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски денес истакна дека досегашните спроведени политики за подобрување на извозот даваат добри резултати, но доколку се направи релативна рамномерна распределба на извозот, очекувањата се дека истиот ќе се зголеми и оваа година за околу 25%. Транските инвестиции се еден од важните сегменти за зголемување на извозот. Значи не само за креирање на нови работни места, туку и за создавање на забрзан технолошки развој, бидејќи преку странските инвестиции се внесуваат и нови технологии во државата, а сите оние политики како што се задржувањето на макроекономската стабилност, реформите за подобрување на бизнис климата, зголемувањето на квалитетот на работната сила и политиките за трансфер на технологии со работа помеѓу универзитетите и компаниите се нешто што е составен дел од програмата на работа на владата за наредните 4 години, така што очекувам во наредниот период уште подобри резултати. Гувернерот на Народната банка Димитар Богов нагласи дека Македонија има континуирана политика на ниски дефицити и јавен долг, па токму затоа приватниот сектор станува се поконкурентен. Не случајно во последните неколку години имаме подобрување и диверсификација на структурата на извозот. Имаме се повеќе компании во индустрии кои што не постоеле порано во Македонија, кои што отвараат фабрики и го зголемуваат производството и македонскиот извоз. Гувернерот Богов воедно додаде дека Народната банка ќе продолжи со досегашната политика на ниска инфлација, стабилен курс на денарот и одржување на стабилноста на банкарскиот систем.